بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnosta во секоја една пригода, прилика му припадува само на Аллах Желешану, затоа што само Аллах Желешану е достоен да му се прави фала. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби, следбеници на суннетот до судниот ден. Само неколку денови не делат од највредниот месец. Аллах Желешану му дава на некои нешта вредност, на некои други нешта. Тилка русулу фаддална ба'дахум ала ба'д. И ние му дадохме вредност на некои пейгамбери на други. Улул азм од пейгамбери имат повисок степен од другите пейгамбери. Од улул азм пейгамбер алейхи селам имат највисоко дереже. Хатемен неби, печат на сите пейгамбери. Како денеска највреден ден, џума. Највредна ноќ, ноќта на Кадар, Лейлетул Кадар. Највредно место во дујна месџиди, од сите месџиди највреден Месџидил Харам во Мекка, Кеаба. Аллах ги сакат повеќе појаките од слабите верници, двајцава ги сакат, јакиот и послаб верник. Али му даде вредност над појакиот. Повеќе го сакат појакиот од послабиот. Така и во месеците, највредниот месец, овај месец што ќе ни дојде за неколку дена. Месец на пост. Месец на објава на Куран. Месец во кој Аллах Желешану му се смилува на инсан и му пушти објава, Куран. За како тие да живеат. Му го пушти во овај месец пегамбар алейхи селам како рахмет на сите светови во овај месец што ќе дојде за неколку дена. Значи овај месец има голем степен ке Аллах Желешану. Овај пост кој ни е објавен на нас како еден од исламските шартови му беше објавен и на тие пред нас. И на другите народи пред нас. Прв што запости во дујна Нух алейхи селам и негов народ. Последен народ што ќе пости овај уммет во дујна. Последен. Овај уммет ќе пости во дујна. Овај месец има многу вредности. Ноќта во овај месец е повредна од 1000 месеци, ноќта на Кадар во овај месец е повредна од 1000 месеци. Ибадетот во оваа ноќ е повреден од ибадет во 1000 други месеци да правиш ибадет. Вели пегамбар алейхи селам. Прво, многу битна работа. Овај месец да го дочекаме со чисти ниет. Број еден да го изчистиме нашиот ниет. За кого ќе постиме, за кого ќе правиме ибадет во овај месец. Многу битна ствар. Да го изчистиме нашиот ниет, така да го дочекаме Рамазан со чист ниет. Дека ние го дочекуваме Рамазан за да му правиме ибадет на Аллах Желешану. За ништо друго. Да не видите овој, да не видите овој, да покажеме, да докажеме. Не, само за Аллах. Ихлас само за Аллах. И ако влеземе со ваков ниет во овај Рамазан, вели пегамбар алейхи селам,
Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Koji će go postiti na mesec Ramazan so veruvanje, so iman i so nadež во милоста на Allah, će mu бидат опростени минатите гревови што ги направи. Значи, кој ќе го пости тоа Рамазан, сите минати гревови ќе му бидат опростени. Кој ќе влезе со вакво нешто, со иман, дека Allah Джелешану го прамува за Allah Джелешану, дека Allah милостив, ќе му бидат опростени сите минати гревови на овој човек. Ова е една од вредностите на овој Рамазан, на овој месец Мубарак. Вели пегамбер алейхиссалам: "Иза џаа Рамадану футихат абвабул џенне." Кога ќе дојде месец на Рамазан, се отвораат џеннетските врати. Ва хуликат абвабун нар, а се затвораат вратите на џехеннем. Ва суффидат шејатин, и се врзуваат шејтаните во пранги, во синџери. Значи, месец на Рамазан се отвораат џеннетските врати. Мухаддиси велит, поради рахметот што го спуштат Allah Джелешану кај верниците, се зголем вид ибадетот, се отворат џеннетските врати. Се затвораат вратите на џехеннем, на огнот, поради малку грешење на верниците во овој месец. И Allah Джелешану поради овие две нешта ги затвора на шејтан во синџери, во пранги. Ова два хадиси, Бухари и Муслим. Овој месец не може да зборуваш за негова вредност. Секој еден фарс како 70 фарсови во друго време. Секој едно нафиле како фарс. Секоја една работа се дуплира за многу пати. За многу пати се дуплира. Али нажалост, овој месец Рамазан го дочекуваат три видови на луѓе, односно три групи на луѓе. Прва група на луѓе го дочекуваат на овој месец Рамазан и Шериф со голема тежина, со голема омраза, поради нивниот слаб иман. Зошто месец Рамазан ќе биде себеб да му се скине на ними некој уживање што ги имат, некој лезети што ги пред вон Рамазан. Пред ова група не зборуваме за друга група. Значи, ова група ќе го пости на Рамазан, али со вакво, со тежина, со мака, ова како нешто му го скратило, кога ќе заврши, што побрзо да заврши, ги број деновите само да заврши. Друга група во гафлет, во ленливост, во немарност. Ќе дојде Рамазан, ќе постит како хајванатите што постат ако не му дајш да јаде да пие, нема да пази на ништо друго, освен да не влезе нешто во негова утроба, нема да пази на негови очи, на негови уши, на негова уста, на негови раце, на негови нозе, све во харамова. Ич не му е гајбе. И трета група на верници, која чека месец Рамазан и Шериф со голема љубов, со големо сакање да дојде овој месец. Како биле овие први генерации на сахаби и на табини. Се вели, после Рамазан, табини и сахаби 6 месеци. Преле дуа, ја Allah, прај ни кабул месец Рамазан и ибадетите во месец Рамазан. 6 месеци, секој намаз дуа вака, без престан. 6 други месеци после овие, Allahumma беллигна Рамадан. Ја Allah, направи да го дочекаме месец Рамазан. Вака се радбеле. Allahumma беллигна Рамадан. Ја Allah, направи да го дочекаме Рамазан. Знаеш ја вредноста на овој месец? Зашто тие знаеле вредноста на овој месец. Месец кога Allah Джелешану ослободува луѓе од џехеннем. Месец, во овој месец се ослободува луѓе што му е запишано џехеннем, се ослободуваат од џехеннемска ватра. Ова е тој рахмет, ова е тој месец. Многу луѓе на инаков начин се спреме за овој месец. Се спреме само за нивни желудник. Пред припрема нивни фрижидери и нивна обскрба само. Да имат јадење и пиење за овој месец Рамазан. Ова е нешто последно што треба да го интересира на еден верник. Ова е нешто крајно што треба да го интересира на овој верник. Нешто што Allah Джелешану ти го гарантира тебе рискот. Ако немаш ти риск, ќе се преселиш во ахирет.
Кога последниот зават човекот ќе го изе, се пресели во ајде. Немој да се секира за ова нешто. Нажалост, уште едно друго, многу голема грешка, разбрано дека во месец Рамазан еден верник треба да биде неактивен. Треба да остави работа. Дујнавушка. Не треба да работа ништо. Треба да биде слободен за месец Рамазан. Супер! Ова треба, ама не за да спиет по 17 сати. Не за да спиет по 17 сати. Не да работа за да имат време за да спиет, за да одморат во месец Рамазан. Не. Ова грешка. Да, треба човекот да биде ослободен, ако може, да се ослободи од сите зафатености, да се посвети на ибадет во месец Рамазан. Селев во месец на Рамазан. Се вели имам Аузај, еден голем мухаддис од табиин. Во време на месец на Рамазан престануваше со неговиот дерс во хадис. Не даваше дерсови. И велеше, ова е месец на Кур'ан и му се посветам само на Кур'ан. Ништо друго. Имам Малик, исто мухаддис. Престануваше со секакви дерсови и велеше ова е месец на Кур'ан и се занимаваше само со читање, проучување и студирање на Кур'ан. Имам Шафи. Во овој месец се вели 60 пати правеше хатма на Кур'ан. Една ден, една ноќе. Имам Бухари 30. И све ова во намаз ги правеа нафиле намаз. Како бе 60, 30, многу, не е многу, брате. Ја и ти многу спиеме, за теа ни гледат ова многу, јани. Зашто се вели дека селев, сахаби и табиини во месец на Рамазан, хасатен, иако дошло еден хадис против овали во месец на Рамазан, спиеле само од акшам до јација намаз. Сат и пол, сат, близу 2 сати, не цели. Само во ова време спиеле. Другото, 22 сати биле во ибадет. И се ослободиле од секоја обврска за да можат да пред ибадет, не за да спие. Не за да имат време за во седенки за во кафе. За друштво. За муабет празен. Не. Се ослободиле само за Аллах Джелешану да пред ибадет. Да му се насочени на Аллах Джелешану во овој месец. Да барат опрос во овој месец. Да се поправат во нивни постапки. Една мисла што треба да ја имаме, една концентрација, една дефиниција, еден ајат што треба секогаш да го имаме на мисла во овој месец и ван овој месец секогаш, за да не грешиме спрема Аллах Джелешану. Вели Аллах Джелешану: "Елем ја'лем би анна Аллаха яра." Зарем не знае дека Аллах Джелешану гледа? Зарем не знаете дека Аллах Джелешану ви гледа на вас? Кога почви Рамазан, знае дека Аллах Джелешану те гледа на тебе. Селев секогаш велеле, немој да бидеш од оние кои пости само негов желудник. Морат ке еден верник да пости негов јазик, негов нос, негови очи, негови уши, негови нозе, негови раце. Све ова морат да пости. Во овој месец да ги научиш ојве екстремитети твои, ојве нешта со кои му се греши на Аллах Джелешану, да ги штопираш 24 сати, колку си во можност во овој месец, во текот на денот, за да можеш на ранниот период до следниот Рамазан да можеш да ги контролираш вон пост. Ова како едно време кога треба да го обновиш твојот иман, како вели пегамбер алейхиселам, обновете го вашиот иман. Иман се прлави како една кошула, што се прлави како една облека. И затоа треба еден рефреш. Треба еднаш да го обновиш твој иман. Ова е време и момент кога лесно можеш да го обновиш твој иман. Кога џеннетски врати отворени, џехеннемски затворени, шејтани врзани во пранги. Рахметот од Аллах спуштен во дујна. Ова е месец кога ние треба малку да се позанимаваме со наша породица. Ова е месец кога ние треба да му дајме важност малку на наша породица. Да се погрижиме за динот кој стигнал кај ними, за знаењето од дин кој е стигнало кај ними. Да не бидеме од ојне
кои учиме само за нас, а наша породица ја запоставуваме. Затоа ова е добар месец, месец на рахмет, ја и ти да се позанимаваме со наши жени и наши деца, и наша фамилија. Да видиме тие што знаат од дин, каде стигнале тие од дин. Месец кога треба да се зголеми ибадетот во наши куќи од читање на Куран, од ноќен намаз. Во овој месец треба да се зголеми тоа нешто, за да останете во текот на цела година, како Ебу Хурейра ради Аллаху ан, тој кланаше во една третина од ноќта, негова жена во другата третина од ноќта и негови деца во крај од ноќта, со ноќен намаз. Да направиме вакво нешто во наша куќа, да направиме ваков еден бернамеж, ваква една скала во наша куќа, да имат ибадет во текот на целата година. А овој месец да ни биде гориво, да ни биде одскочна даска, за да можеме да работаме со наша фамилија. Зошто? Ако не работаме, не се грижиме за наша фамилија, ние сме закаснеле многу. Една главна челија на еден уммен, на едно општество е фамилијата. Ако киксаме во ова браќа, не можеме ништо да градиме врз ова база, ова е база, ова челија. Ако имаме футнато ова, све и друго ќе ни биде футнато. Ова е месец кога треба да ги подобриме односите со наша фамилија. Кој има нарушени односи со негова фамилија, месец на рахмет, да се обноват тие фамилиарни односи, да се поправат тие односи, да се барат халал или да се дади халал. На некој од наша фамилија што сме му направиле штета да бараме халал и обратно што ни направил да му дајме халал на него. И да знаеме една работа, ова често прашање. Што е роднинска врска? Роднинска врска не е само да ја прави зијарет и да те прави зијарет. Ова е само еден дел од таа роднинска врска. Ова не е доволно. Треба да биде тука да му го заштитиш на твојот роднина неговиот углед, неговата чест, неговата фамилија и неговото богатство. Ова е едно зијаретот. Ако ти го правиш зијарет, му крадиш негово богатство, му врежаш негова чест, негово достоинство, ти немаш роднинска врска. Ова ќе нас е обратно разбрано, само ако го правиш зијарет, тога имаш роднинска врска. Не, бе. Ти имај ги другиве 4, ова него имаш роднинска врска. Многу лесно мој да се воспостави ова 5 тоа. Ама кај не се смета само ако се прави зијарет, а мој да му се земат од негова нива, да се померат куфи во негова нива. Мој да му се земат негово богатство, мој да се вреđат во тој кога не е во присуство. Ова не е роднинска врска. Во овој месец треба да се види односот помеѓу брајчата. Каков однос? Каде ти си грешил спрема некој брат да бараш халал и да му дадиш халал во овој месец? Овој месец на рахмет. Да го згазиме тоа его, тоа наше достоинство спрема брат. Не треба така. Ќе гледаме покасно како треба да биде. Ова е месец кога треба да се подобри односот меѓу верници. Рахметот да биде на највисоко ниво во овој месец. Ова е месец, тој шанса голема. Значи, сега е момент кога треба нашата врска да се зајачи на највисоко ниво. И ова е месец кога ја и ти треба да се многу занимаваме со себе си. Како наш халал, секој еден инсан, секој еден верник. Ова е месец кога треба да направи ке него еден попис. Треба да направи една пресметка, еден хесаб, како бил од прошли Рамазан до овој Рамазан, како бил негов живот, колку тој направил ибадет, колку тој грешил према Аллах, колку направил гревови, на кому му сгрешил, на кому му ненел напред неправда. Ова е месец кога треба да го преиспитаме нашиот иман, да видиме ние каде одиме. Ако се преселиме утре, со каков багаж одиме кај Аллах Желешану, со какви дела одиме кај Аллах Желешану. Сега е шанса во овој месец на рахмет да видиме искрени, прво со нас, да видиме искрени сами со себе си и со другите луѓе. Да видиме колку вистински иман имаме ја и ти. За да не паднеме во некој од замките на шејтан, да паднеме во сплетките на шејтан, да мислиме дека сме верници јаки, а ние сме многу слаби. Наудhu билlah, може би излезени од дин, зашто шејтан лесно го кради иманот. Тоа е негова работа и на овие денеска куфар. Е работа да ти го украде само иманот.
Ништо друго не сакат. Само да ти го земат твое верување. Тоа му е главна цел на сите дин душмани со чело на шејтан. Како да ти го земат твое верување? Како да те направат од оној кој не верува? Од овој ајет ќе видиме како треба да бидете еден верник и како не треба да бидете еден верник. Кој треба својства да ги имате еден верник? За да бидете од оној што се блиску до Аллах Джелешану. Ова ајет и треба да го имаме секогаш на ум. Вели Аллах Джелешану: "Ја ејюхеллезина амену", овие што верувате. "Мен јертадда минкум ан динихи", тој што ќе направи ридде од неговиот дин, тој што ќе излезе од ислам, од верниците. Кој ќе направи ридде, кој ќе излезе од вера. "Фесауфа јати Аллаху биқаумин", Аллах Джелешану, ако вие излезете, ќе дојде со народ, ќе донеси други народ на местото ваше. "Юхиббухум", Аллах Джелешану ги сака на нив. Прво својство, Аллах Джелешану ги сака на нив. А ова сакање тие го заслужиле со другиве сифати што ги имат тие, сега што следва. Значи Аллах ги сака на овие другиве. "Ва юхиббунаху", и тие го сака на Аллах. Ова група што е замена на Аллах Джелешану, со ова ново што дошла, Аллах ги сакат и тие го сакат на Аллах многу. Ова го сакат, се спремни да направат све што нареди Аллах и да оттргне све што забрани Аллах. Ова е сакање на Аллах. Вака се сака на Аллах. Да си спреман да направи све што ти е наредено и да избега све што ти е забрането. Ова е сакање на Аллах. Гледај ја и ти колку имаме од ова, нас толку го сакаме на Аллах. "Адиллетин алел муъминин", милостиви, понизни спрема верниците, спрема неговите браќа. Рухама, милостив, има милост за неговите браќа. Се грижи ти се секира за ситуацијата на неговите браќа. Се грижи, се секира. Како е негов хал, како негова ситуација. Во кое е било место од дујна да има мака еден верник, тој е чувствува таа мака. Како едно тело, рекол пегамбер алейхи селам, ако заболите еден орган, сите органи му се придружуваат со температура и со дремка. Жртвуваат за ними све што имат. Жртвуваат за верниците све што имат. Му го посакви она што себе си го посакви. Нема да вервите, се додека не му го посакате на својот брат, она што себе си го посаквите. Ова е дилете, понизни, скрушени, милостиви спрема верниците. Не сакат да падне неговиот брат во искушение во дин. Ќе вложи све што има, само тој да не падне во искушение за динот. Се пренесуваат. Омер радијаллаху анху правеше хиджра од Мекка за Медина. Многу мискини муслимани се 40 направија заедно со Омер, поради неговото кумпла сила, од страфот Курейш направија со него хиджра. Меѓу овие 40 имаше еден човек, еден сахаб, кој беше брат на Ебу Џехел. Беше негов брат. Кога дојде до пола пат измеѓу Мекка и Медина, го стигна Ебу Џехел на овој негов брат. И му рече: "Врати се, наша мајка умират од мака по тебе." Кога го слушна Омер, му рече: "Немој да одиш, ќе биде ставен во искушение за твојот дин." Рече: "А Омер, ќе одам да видам моја мајка и плюс да го земам мојот имот, моето богатство го остави село и ќе се вратам." Немој, рече, да одиш. Овде саке само фитне да ти напред во твое верување, да те тргне од твоја вера. А рече: "Ако ти е до богатството, рече, пола моје богатство ти го давам тебе што го имам", рече. Само немој да одиш да паднеш во искушение за твојата вера. Пола богатство одма го имаш моје. Ова е дилетин алел муъминин. Понизни спрема верниците, милостиви спрема верниците. Да му го сакаш она што себе си го сакаш. Да се грижиш за ними, да ја чувствуваш болката. Омер радијаллаху анху во негово време беше нападната една муслиманка, спрема цела војска на сахаби до забиена оружја, поради што беше навредена една муслиманка од еден евреј. Вака беше Омер. Ваква грижа има едни за други. Продолжува Аллах Джелешану и вели: "Иззатин алел кафирин", и горди, поносни спрема куфарите. Горди,
поносни спрема куфарите. Не му се умилкават. Не ги шпионират верниците ке ними. Не ги продават брајчета ке ними. Не се зависни и од немјани. Имат иззе, имат гордост. Не го дават на најслабиот верник ке ними. А иззе, како сме кажале многу пати, вака биле првите генерации како и претходниот дерс. И таа група што ќе се појави ала менхеджи нубува, како беше пегамбер алейхиселам и сахаби, тоа мелхаметул кубра, таа голема војна од Адем алейхиселам до кијаме што не се десила таква војна, ќе се деси за еден верник. Ќе го поборат куфари да му се дајат на ними, овие верници немат да го дават. Велите Аллах Желешану, продолжуваат, юджахидуне фи себилилlah, и тие се борат на Аллаховиот пат. Нивни живот, нивни имот и нивно време во служба на дин, во заштита на дин. Иш не му е гајле ними, овие три работи ги жртвуват за овој дин. Ла јахафуна лаумата лаим, и тие не се плашат од тие што прокоруваат, прокорувачите, од тие што критикуваат. Ич не му е гајле за овие. Кој што ќе рече за ними, ич гајле не му е. Ич. Критика ваква, критика ваква, зака на ваква, зака, иш не му е гајле. Ваков пример за ова беше Саад ибн Муад ради Аллаху ан. Во време на пегамбер алейхиселам, кога беше газвето Бену Курейда, битката на Бену Курейда на овие евреи. Саад ибн Муаз беше пријател во жахилијет, голем со овие. Голем пријател. Седе колени во ова кала Бену Курейда и побарае че се предајме, ама ако ни суди Саад ибн Муад. Мислејќи дека ќе има наклоност кај ними, мислејќи дека ќе има стран ако ќе го прокоруваат луѓето, ќе го критикуваат ако суди нешто друго, зашто до вчера му биле пријатели. Кога дојде Саад ибн Муад, побара изин од сахаби дали се сложуваат со негов суд, прво од Бену Курейза, од сахаби од пегамбер алейхиселам, и рече ја Саад, сам рече ја Саад, денеска е кога не требит поради Аллах да те обземат никакво нешто, никакво шубе од тие што ќе те критикуваат поради ова што ќе го направиш. И знаеме каква пресуда донеса Саад ибн Муад ради Аллаху ан за Бену Курейза. И не го зеде никаков страх, не го зеде ништо, немаше ке него влијание од тие што го прокоруваа за тоа нешто и што го критикуваа за тоа нешто. Вакви треба да бидат верниците. Затоа ова е време, ова е момент, ова е месец во кој ние треба да се преиспитаме, да го видиме нашиот иман, каде ние тераме, како ние ќе го сретнеме на Аллах Желешану, какви сифати, дали имаме вакви сифати кои Аллах Желешану ги барат својства ке нас особини. Сега е можност, време кога треба, ако ги немаме да ги садиме ке нас овие особини и да ги гајме цела друга година, до следниот Рамазан, а ако ги имаме, да ги издржаваме и да ги зајачаваме овие особини ке нас. И иншалла Аллах Желешану во овој месец на Рамазан, што ближи за неколку дена, да моле се на сите муслимани, на сите верници и вернички кои имат мака, кои имат текуба. Многу од ними постиле цела година принудно, немајши суфур и ифтар, немајши ништо да јадат. Многу од ними немаат џамија да обават таравија намаз и џума намаз. Да правиме дуа за овие луѓе, Аллах Желешану да молесни, да не ги забораваме во овој месец Рамазан, од наши дуа, да не ги забораваме наши браќа и сестри во цела дуња. Субханека Аллахумма бихамдик, нешхеду ан ла илаха илля анта, нестагфирук ва натубу илейк. بسم الله الرحمن الرحيم